Почитувани, зголемувањето на акцизата за нафтените деривати ќе се одрази на зголемување на основните трошоци за живот на граѓаните. Станува збор за производ чија побарувачка не е еластична, а нафтените деривати се производ без кој не се може секојдневниот живот. Највеќе на удар ќе бидат земјоделците, таксистите, автопревозниците, транспортните компании, но с големен трошок ќе се одрази и преку покачување на цената на чинење на други производи кои се за широка потрошувачка, а преку кој стопанствениците ќе сакаат да го надокнадат зголемениот трошок од нафтените деривати. Домино ефектот е неминувен. Проценките се дека зголемената акциза за нафтените деривати на годишно ниво едно просечно семејство ќе го чини колку речиси една просечна плата од 20 до 22.000 денари. Најзагрозени од мерката на владата се семејствата кои користат дизел автомобил, кои се занимаваат со земјоделие, кои имаат грејни тела, кои се на енерген базиран на овој нафтен дериват или мазут. Сето ова дополнително со сосема реално зголемување на цените на останатите производи кои ќе бидат резултат на домино ефект од оваа мерка на владата. На семејствата владата ќе им земе во просек 20.000 денари или речиси една просечна плата. Значи владата на секое семејство преку мерката за покачување на акцизата за нафтени деривати ќе им одземе по една просечна плата секоја година. Уште пострашно е што најавуваат изголемување на персоналниот данок и на данокот на додадена вредност. Тоа е трошок плюс за секој граѓанин. На оваа мерка владата директно ја загрозува економската сигурност на домаќинствата. Става рака во џебот на семејствата за да ја полни буџетската каса. А при тоа нема ниту почеток, ниту најава за некакви нови капитални проекти. Ова е економска политика против интересите на граѓаните. Ова е политика на осиромашување на граѓаните. Ветуваа живот, донесоа сиромаштија. Благодарам.